Почитувани представници на Советот на Општина Струмица, почитувана председател на Струмичкиот карневал, господица Танкица Стојанова, почитувани наставници, родители, почитувани деца, почитувани наши гости, добар ден. Традицијата е составен и важен дел од животот на секој човек, бидејќи таа го поврзува човекот со минатите генерации, со етничкиот и религискиот идентитет. Понекогаш едноставно сме носталгични за минатото и затоа ги моделираме нашите ставови и очекувања во врска со традицијата. Често гледаме наназад за да видиме кои сме, од каде се нашите корени и колку се сигурни нашите идентитети, со цел да обезбедиме потврда дека нашите животи би продолжиле да бидат релевантни и во иднина. Струмичкиот регион, а особено градот Струмица, се карактеризира со специфично културно историски настани кои со текот на времето станале богата традиција од каде што се напојува континуитетот на духовниот и културен живот во овој дел од Македонија. Еден таков настан, кој со текот на времето стана богата традиција, е карневалот. Во недешно време карневалот добива една друга димензија, односно една посовремена, модерна димензија, а преку својот организиран и награден карактер добива друга посовремена конотација. Да не должам, ја поканувам господица Васка Кирова, директор на нашата установа библиотека Благо Јанков Мучето, да ве поздравам. Повелите. Од цареви кули нека се гледа, надалеку нека се слуша. Дојде време карневалот да започне и во срцата топлина да внесе. Нетрпеливо денови и часови се бројат, маски и костуми полека се кројат. На сите ќе им биде интересно, во душата ќе им биде лесно. Спомени многу од Струмица ќе има, при крајот и на оваа зима. Такви биле почитувани и такви останале карневалите. Добар ден, почитувани на сите. Чест ни е што сте присутни во нашата библиотека. Од синоќа градот под царевите кули започна да живее во духот на Струмичкиот карневал. Токму оваа 8-дневна манифестација денес не собра да ги прогласиме победниците на годинашниот литературен конкурс и заеднички да ги чуеме наградените творби од литературниот конкурс Карневалската маска во мен. Голема благодарност мораме да изразиме и на наставничката Мирјана Тасева од основното училиште Мануш Турновски од Новосело, која што покрај нејзината работа како наставник по македонски по други предмети, таа е и одличен сликар и за нашата библиотека ја подари оваа прекрасна. И благодариме. И благодариме. Значи, стручната жири комисија годинава го препозна авторскиот квалитет меѓу големиот број основци, средношколци и возрастни и ги награди нивните творби. Предлагам да уживаме во поетските и прозни творби, искаени со зборови и емоции. Да. Но пред да почнеме да ги доделуваме наградите, ја повикувам Наташа Василевска-Трајчевска, член на комисијата на овогодишниот конкурс за карнавалот, да каже збор за творбите. Повели, Наташа. Како член на комисијата можам да кажам дека секоја година добиваме се повеќе творби, се поквалитетни творби, тоа е најважно. Особено оваа година не изненадија средношколците, навистина беше тешко да се одлучиме кого да наградиме. И еве како комисија да нагласам, имаше најмногу промашени теми кај возрастните автори. Нагласувам дека мора да внимавате на насловот кој се бара за конкурсот. Неколку години поред може да се случи еден исти наслов да го користиме. Потоа ќе го смениме. Значи внимавајте на тоа. Имаше навистина преубави творби, меѓутоа поради тоа што беше промашена темата немаше како да ги наградиме. Внимавајте на тоа. Исто за менторите, да напал до менторите да внимаваат на творбите. Значи пред да се пуштат кај нас творбите да се прегледаат правописни грешки. Имаше дечиња со правописни грешки, дали е превед, дали е пуштена, дали детето само ја донело,
Меѓутоа најдобро е кога децата ги носат творбите претходно прегледани кај менторот. Затоа што секогаш сепак нели менторот одговара за таа творба. Имаше дечиња кои носеа творби напишани на рака, тоа е веќе недозволиво, мислам во наше време веќе на компјутери, на печатари кога имаме, не би требало, доколку не е конкурс во кој што бараме, нели, имаме еден таков конкурс за наградување на ракопис. Тоа е генерално, значи сме задоволни, навистина треба да ги поттикнуваме младите што повеќе да се вклучат на вакви конкурси, да се вклучат, еве имаме и книжевно катче во библиотеката веќе литературен клуб. Да, млади надежи. Може да доаѓаат, да се зачленат, вратите се отворени за сите и тука исто така ќе нашите колешки ќе им посветат внимание што се однесува до читање, правилно читање, изговарање, правилно пишување и така натаму. Ви благодарам на сите за учеството, се надеваме до година со уште повеќе учесници. Благодариме на колешката, да, како што кажа, имавме преголем одзив, нормално, уште кога имавме 113 творби. Да, од кои 27 во категорија ученици од основните училишта од 1 до 5 оделение, 40 творби во категорија ученици од основните училишта од 6 до 9 оделение, 21 творба во категорија средношколци и 25 творби во категорија возрастни автори. Сега морам да спомнам, комисијата беше во состав на Никола Сарајлија, Наташа Василевска-Трајчевска и Зорица Стоева. Ги разгледа пристигнатите творби законски, на 16 февруари ги отворија и решија да бидат наградени следниве учесници. Во категорија ученици од основните училишта од 1 до 5 оделение, прво наградена е Тамара Караманова од основното училиште Свети Кирил и Методиј село Дабиле. Тамара, честитки. Извини, душа. Нема проблем. Да? Повели со твоја. Да слушнеме творбата. Карнавалската маска во мене. Струмица е центар, а јас сум племен. Под маската кријам светот камен. Со секој чекор и разигран ритм од сивото секојдневие јас скитам. Не ме прашувај кој сум под овој сај. Вечерва сум песна што нема крај. Кога тапанот ќе удри ни струмичката ног, маската ми дава некоја чудесна моќ. Не е тоа само платно, ниту боја стара. Туку мојата душа што слобода бара. Кога ќе падне шминката и кога ќе стивне маската, во мене продолжува да живе. Под светките кријам немири и сни, додека градот во магија ври. Лицето е тој, но срцето е мој. Во карнавалски ритм тоа вистинско е. Браво. Да ти се множат. Да ти се множат. Втора награда Јаков Тушев, 4-то оделение од основното училиште Сандел Масев. Повели да слушнеме творбата Јанко. Карнавалската маска во мене. Цела година сонувам јас. Карнавалот да дојде кај нас. Денови бројам, срцето знае. Тој ден магија носи и сјае. Струмица блеска во боја и глас. Се слуша смеа на секој час. Музика игра, училницата пее, радост и среќа насекаде грее. Ја ставам маската, шарана и нова. Карнавалската приказна е волшебна и своја. Танцувам, се смеам, својот е мој, светот е мој, во тој миг сум голем херој. Спајдермен, Бетмен, Супермен, силен, секој е храбар, добар и милен. Со маска на лице, со срце од злато, правиме добро, тоа е храбро. Вистински херои не барат слава, не викаат гласно, не креваат глава. Тие помагаат без фалба и шум, со чисто срце и искрен ум. Дека херој не значи да бидеш гласен, туку добар, чесен и јасен. Со маската можем да кажем се, што срцето ми крие. Таа ми дава храброст и глас да бидам вистински, барам тој час. Браво. Ајде, честитки. Да ти се множат.
Третата награда ја делат двајца ученици, Виолета Лазарова, второ оделение од Основното училиште Видое Подгорец. Повели, Виолета. Карнавалската маска во мене. Карнавалот е време на бои, смеја и маски зад кои често се крие нешто повеќе од игра. Понекогаш таму тие маски ни помагаат да ја откриеме храброста и добрината што веќе ја носиме во себе. На еден таков ден јас го открив делот од себе, што не знаев дека постои. На карнавалот носев шарена маска со светки и насветка како од Дизни бајка. Кога јас сватив се почувствував храбра како да можам да заштитам неколку. Гледав деца во различни костуми и различни бои, во сите ми беа убави. Со маската моја делав насмевки комплетни на другите деца и ги канев да играат со мене. Едно момче беше многу срамежливо, па му подадов рака, се насмевна, заигравме заедно. Тоа ми беше најубаво нешто што ми се случи на карнавалот. Кога ја свивнув маската, пак бев јас, ама срцето ми остана исто, полно со добрина. Тогаш разбрав дека секое дете има храброст и убавина со себе, со или без маска. Заради тоа што секое дете носи светло во себе. Да. Почекај, Виолета, дојдеш. Ајде, честити. Вики. Само заврти се да те сликнеме. Ета. Так, честити. Другата трета награда Верица Трајанова, пето оделение. Видое Подгорец, Струмица. Карнавалската маска во мен. Позади маска да се криеш не е лесно. На плоштад меѓу луѓе е многу тесно. Кога плоштадот во бои ќе светне, белата птица во воздух ќе летне. Маската паѓа, пак се крева, меѓу тишина и раскошна врева. Светот бара маска, насмевка и глас, вистината молчи зад секој од нас. На плоштад од маски нема спас, карнавалот трае до последен час. Карнавалската маска во мене. На прво место ќе ме крене. Да се добие прво место и не беше баш лесно. Со труд и напорна работа блеснавме оваа сабота. Браво. Сега продолжуваме категорија ученици од основните училишта од 6 до 9 оделение. Прва награда Валерија Георгиева, 7 оделение од основното училиште Маршал Тито Студенци. Карнавалска маска во мене, се смејам гласно кога болим најмногу. Под светла крием немир и страх, на лицето постои една приказна, кога во срцето се крие мојот копнеш прав. Во шарени ноќи се губам себе се, со туги желби се китам ја секој, аплаус ме прави потивка, секој поглед уште еден глас. Под пердове шминка и лажен се кријат солзи кои нема да се видат.
Ја станцувам лесно чекорам без крај, а внатре со ништата тивко се кинат. Карневалската маска во мене живее, ме штити од светот, од собствената болка, но секој ног се потешка ми станува. Таа улога силна, таа насмевка кратка, кога музиката ќе згасне без мрак и градот ќе дише без мене, ќе ја симна маската бавно, без страх, да видам што остана од мене. Ако тоа лице не биде совршено, нека биде вистинско в каменето мое, под сите костуми и бои од грев, јас сум повеќе од карневалско броење. Браво. Честитки. Так, напишуваш и паната. А втора награда Давид Долговски, 7 одделение од Основното училиште Кочо Рацин од Прилеп. Не доаѓа Давид. Да, повели. Добар ден, почитувани присутни. Јас се викам Давид Долговски, учам во Основното општинско училиште Кочо Рацин во Прилеп. Јас сум 7 одделение и мојот ментор е Благој Черистевски. Прво сакам да ви се заблагодарам што ми дадовте можност да учествувам на конкурсов и што ми ја наградивте мојата творба. Сакам да ви дадам можност односно да уживате во вашите карневалски денови и да ве поканам да дојдете, односно да не посетите во недела, да ги видите карневалските денот, односно карневалскиот ден Прочка, каде што ќе видите многу маски, а особено традиционалната маска мечкар. Така, во Прилеп, така, да, благодариме, Давид. Карневалската маска во мене. Волшебна ноќ, а јас во домот свој седам. Карневалско шаренило низ прозорецот гледам. По улиците врвулица од блескави маски и секоја од нив во себе крие своји приказки. Маската е огледало со безброј лица. Час сенка што бега, час светлина што трепка. Како пеперуга со нежни кршливи крилца, како звезда што се гаси, па повторно светка. Таа е завеса што ја покрива душата. Да ги сокрие раните што ги втиснала вистината. Заклучена соба каде темнината царува и место каде јавето во сонце преслепува. Понекогаш е златна и гали најубав копнеш. Понекогаш е тажна и се е мрачен сомнеш. Понекогаш е нем, сведок на крик весел, а понекогаш храм на вечен страв и пепел. Маската е граница меѓу радоста и тагата. Мост што ја повржува смејата и тишината. Тесен праг меѓу болката и среќата. Нишка тенка меѓу солзата и насмевката. Секој во светот си има маска своја. Ниту е нечија, нити моја, нити твоја. Во кафес заробена, слободна птица, судбина двојна со две лажливи лица. И кога рано во зората светлата ќе згаснат, и кога после аплаузот маските ќе паднат, останувам сам, без украс и боја, да продолжам соголен, без маската своја. Се можат наградите и повторно да Честитам, Таа е втора, не е ли тука у Струмица? Втора. Да, Да, втора. Со третата и жителство Струмичко ти следува. Ајде, си редовен. Да, да. Одлично е главата. Честитки уште еднаш, Давид. Така, продолжуваме сега со трета награда Теодора Милосавлевиќ од 6 одделение од Основното училиште Карпош, село Уминдол, Куманово. Тие не се присутни, како што кажа директорката, Македонија во мало имаме денес. Да.
Трета награда Смилјана Караманова, 8 одделение од Основното училиште Свети Кирил и Методи од Давиле. Карнавалската маска во мен. За чекор лесен и шарениот блеск. Граде кријам еден поинаков свет. Не е ова сила и вештачки сјај, туку приказна стара што нема крај. Кој сум под боите? Прашувам ти, додека тапонот бие во ритм од див. Дали ова штит од тугите очи или ног што низ вените ми точи? Едната страна е насмевка од стакло, другата тага скриена под пакло. Со маска можам да видам крал. Искитник што ништо од животот не зел. Таа ме крие, таа ме слобода. Со неа мојот трав веќе не е господар. Во овој вратлок каде што секој лудува, јас во вестината што низ маски крве. Кога ќе стигне последната песна и ноќта ќе стане студена и тесна. Маската паѓа, трагата останува, дека секој од нас во една за себе заслужи. Честитки, нека ти се множат награди. Сега повикувам другата втора наградена, Вероника Младенова, од 9 одделение од Основното училиште Мануш Турновски од Новосела. Карнавалската маска во мене. Маска карнавалска носам секој ден. Не само тогаш, кога градот убав е разбуден. Една маска за смеа имам, друга за страв, трета за сила, четврта за став. Карнавалот свири, улицата весело брие. Секој лик е приказна, вистината што ја крие. Маската зборува, место мојот глас. Таа е мојот штит од светот. Тајна е, но е и мојот спас. На карнавалот сите весело се смеат и пеат. Под везови од свила, скриени и бои што душата ја греат. Никој не прашува, ниту пак знае, што под таа маска со денови тивко трае. Ја ставам на лице, колку под стакло, да скрием се, што срце ми допрало. Таа е шарена, горда и сјајна. Ја чува во себе секоја моја тајна. И токму тогаш, во ноќта, магична и со звезден сјај, оживува маската, бајка на земниот рај. Како огледало се распрснува мојот замислен лик. Весело одлетува магијата, тивко и без крик. Повели, нека ти се множат наградите и повторно да пишуваш. Сега продолжуваме категорија средношколци. Прва награда Софија Стојанова, втори клас, од гимназијата Јане Сандански Струјец. Во срцето на Струмица, под февруарска светлина, ја носа мојата маска, тивка и бескрено трапетлива. Не од пердуби, не од злато, не од карневалски сјај, туку од зози сокреени од достоинствен мод без крај. О Струмицо, мајко на светлина и немир, во твојот карневал човекот го гледа својот пир. Тука лицата се кријат, но душите се расколуваат, тука смејата и молитва, солзите се преглутуваат. Мојата маска е книга од премолчени денови милни, од љубовни преживени, од наречени зборови силни. Таа е печат на времето, на борбата во време што вие и трае, и сите тивки распнувања што никој не ги знае. Јас се смеам со градот, но тоа умот ми не случи, зашто смејата е оружје кога срцето е погледа. И кога ќе згаснат светлата, кога ќе стигне тој шум, ќе остане мојата вистина чиста како вечен друг. Дека за секоја маска живее човечки судбински екот, а за моите душе што не се преведе готишни ки зборува веќе. Втора награда Софија Трнковска, трети клас, од гимназија Јане Сандански Струмица. Повели Софија. Карневалската маска во мене. Под стреи од фенери и стари камбани. Кога Струмица дише со здив од векови, кога тапанот ја буди крвта на дедовците и сурлата ја расплетува ноќта како молитва. Јас ја облекува маската, не од хартија, не од гипс, туку од премолчани вистини што во мене гниет како заборавен аманет. О карневалу стар, струмички светилнику, што од глубите калдрами скреваш смеа и гребови. Кажи ми, дали јас маската ја носам или таа мене ме носи низ народниот метеж? Кога невестите од староградски спомени во свилени кошули ја врзуваат ноќта, кога џамбаси,
шутови и цареви од слама ја крстосуваат чаршијата како судбини. Јас помеѓу нив се мешам. Половина човек, половина сенка што се плаши од собствениот лик. Во зурлите слушам клетва од прабаби, во виното гледам огледало без милост, во песната глас што ме прашува. Колку лица има душата? Колку вистини сме закопале под насмевки? Колку братства сме продале за да не бидеме осудени од толпата? Ете, ноќта гори со факели од веселие, а ние гориме од молчење. Во маскембалот народот игра како море. Се смеат очи што плачеле за порти. Се ракуваат раце што копале јами за туѓата чест и собственото спасение. О народе мој, раскошен во перја и позлата, дали на вистина ја знаеш тежината на маската што секојдневно ја крстиме како пристојност? Во Стариот Завет велат, маската е благослов да се ослободи душата. Но кој ќе не избави кога маските ќе ни станат лице? Јас гледам како утрото ја симнува шминката од плоштадот, како конфетите стануваат прашина, како смејата се претвара во обична човечка тишина. И таму, меѓу изгазени венци и изгаснати зурли, ја вадам мојата маска, тешка како покаяние. Под неа лице што копнее за вистина, очи што сакаат да бидат видени без украси, душа што сака да чекори гола пред светот како стар обред пред олтар на честноста. Зашто карневалот не е само празник на шарени лаги, туку древен завет дека човекот е најголемата маска сам на себе си. Ако не научиме да се соголиме пред собственото срце, ќе останеме вечни кловнови во представа без завеса. И затоа, кога струмица ќе замолкне, кога последната факла ќе згасне во росата, јас ќе ја чувам маската. Не да ја носам, туку да ме потсетува дека најголемиот карневал се случува во душата на оној што се плаши да биде вистински човек. Честитки. Благодарам. Благодарам. Честитки. Трета награда Јана Китановска од гимназија Јосип Броз Тито од Битола. Несе ти е тука. Марија Матеска, први клас, Мирче Ацев, Прилеп. Повели. Повели Марија. Карневалската маска во мене. Кога бев малечка, омилена ми беше бела боја. Носев бели ткаени, бели панделки и бел бисерен герд. Еднаш седнав на софата во предсобието, кога моето семејство ми рече: "Драга, од денес ти ја подаруваме твојата прва кутија со шминки. Еве, земи ја." Тогаш ја навали во главата. Но јас не ги сакам другите бои. Тие проголтаа некоја грудка во грлото и додадоа: "Ке се навикнеш, земи." Денес сум во мојата средновечна епоха и животот го живеам на Лидо ди Венеција, северна Италија. Недела е и ете што току се вратив од базиликата Свети Марко во нашиот град. До пред 2 години, како скапоцен смарагд ја чував кутијата што ми ја дадоа оној ден. Со четката протресував неколку пати по образите да се поруменат. Малку на слепочниците и усните. "Денес бирај сина," ќе ми речеа. Сега не, навистина не е време да додаваш нијанси на пурпурно-виолето. Еднаш помнам, ми купија и овално огледало, ставајќи го токму до колоритната палета. Во огледалото, секое утро во 9, пред мене стоеше една девојка. Девојка со многу боја на неа, со некои прашкасти површини и пастелни тонови. Стоеше како прикована за подот. "Здраво, другарке," и реков. Во школо, едната учителка од нас бараше да го нацртаме она што сме го сакале, но никогаш не сме го добиле. И тоа секако во нашата омилена боја. Некои боја плишани играчки и други стотици парчиња свила или обувки. Кога таа ми приде мене, ја оставив без зборови. Да, на мојот лист наведум немаше ништо. Го оставив така без боја,
без форма. Така, само се насмевна и ме одмина. Од тогаш цртежот го чувам под кутијата. Тоа беше најубавиот цртеж што некогаш сум го видела. А беше мој. Само мој. Кафеавата прилега исклучиво со окер, стави малку и од тоа. Еве а мајка ми што и денес ги прогнозира моите расположенија и ми подава соодветни бои. Застанувам пред одразот од огледалото. Здраво, другарке, и реков. И така со денови и денови, и месеци и години се будев во 9 за да ги потонам образите во зимзелено-зеленикаста, слепоочниците во портокалово-златеникава, а устните во бојата на виното. Ткаенините на мене светка, надвиснати слоеви и слоеви, слоеви и слоеви од здолништа. Се преплави во бој, се преплави во моето бунило на свеста што чекаше еден мој допир. Се преплави во бој, толку шарени, што ме заслепуваа од светлина. Се преплави во бој, што ме задушуваа. Се преплави во нив, о колку само колку. Неделата беше големиот ден. Карневалот. Секоја година низ мегафоните на плоштадот се слушаше едно раскошот е боја, раскошот е дух. Врвулица од деца се насобираше таму. Со штандови и чамци низ теснецот од каналчиња, без тоа не можеше да не биде прочно. Колку само боја имаше таму. Потоп, палети, раскош. Парадите засилуваа, трубите го заоструваа звукот. Ме чекаа мене. Немаше некој, а да не дојде да ме види. Јас и онака бев италијанската силуета на грациозност, а најрадо тромава статуетка. Бев символ на раскош и ме поздравуваа, а попрво шуплива прачка. Но тоа не беше кој годе, туку јас. Раскошот е сила, раскошот е дух. Ноќта на парадата на вредност ми дадоа тантелите и елегантните панделки. На образите пак малку руменило, а врз ликот класичната венецијска маска. Ми аплаудираа, го извикуваа моето име. Не чувствував ни една капка трепет, ни малку возбуда, а камо зрно среќа. Се што знаев дека имам, беше мојот колорит од повеќе или помалку, светли или темни, бледи или свежи, длабоки или сјајни, а толку лажни бои. Таа ноќ застанав пред градскиот аудиториум на говорницата. Кога ја добив титулата од Венеција Лабела, застанав цврсто како прикована за подот. Слој по слој, панделка по панделка, фрлив се наоколу, а она што вистински ми прилегаше беше мојата бела ткаенина и бисерниот гет. Се посипав со бел прав и безбоен сјај на усните ставив. Тогаш го зедов и цртежот. Оној најубавиот што некогаш сум го видел. А беше мој, само мој. Ако маската е рефлексија на она што треба да бидеме, а она што сме е нашиот дух, тогаш воопшто не ни требаат туѓи шминки, огледала и слоеви од раскош. Ете, ова е мојот омилен цртеж. Го препознавате, нели? Ова е слободата што од мене виореше со години. И конечно се проби низ сета оваа боја. И да, омилена ми е бела, веќе реков. Ми остана тоа од некогаш, кога вистински бев јас. И да, уште тогаш знаев. Јас не ги сакам другите бои. Градација, љубовна творба, честитки и повторно да соработуваме и да ни пишуваш. Да. Честитки. Пред да почнеме да ги доделуваме наградите за возрастни автори, предлагам да ги доделиме дипломите, односно благодарници за менторство на менторите. Ја повикувам Марија Челибиева. Честитки, Марија. Прво е разговорната работа. Да, Победи, Марија, честитки. Наташа Тумановска-Витанова. Честитки. Победи.
Емилија Гоцевска. Честитки, Емилија. Честитки, повелете. Повторно да соработуваме. Натка Колево. Честитки. Честитки, Натка. Повелете да се можат. Магистар Симона Петровска, дали е тука? Не, да. Од Битола. Да. Надица Ангелова. Надица. Боркица Филева. Честитки. Катерина Димитриевска Арсеновска, тие не се тука. Да, Благој Черистески. Дали е тука? Прилеп? Ке го земе, Давид ќе го земе, да. Ке го израдуваш и твојот Да, ментор. да, Честитки. да. Побед. Присуствуваме дека да ни поздравам. Благодариме и ние го поздравуваме. Да, сите го поздравуваме и го очекуваме следниот пат кога ќе дојдеш, се надеваме дека ќе бидеш и прво награден. Така, да. Снежана Недева. Повелете честитки. Да ви се може. Катерина Маркова. Честитки. Благодарина. Повелете нека се може. И Елеонора Велкова. Честитки, Елеонора, повелете. Така, сега продолжуваме категорија возрастни. Прво наградена Сања Стојанова Велкова. Честитки. Карневалската маска во мен. 90-тите. Февруари студен. Се родило бебе, силно, цврсто, со поглед буде. Штета што е девојче, им рекла баба. Кога ќе порасне, ќе треба да биде нежна, крашлива и слаба. Расте, а учители на секој чекор, кои учат на честност, правда и живот без прекор. Добрината со добрина се враќа. Велат и оние кои сеат добрина, добрина ќе жнеат. Устата држи ја затворена. Не зборувај многу, зашто молчењето злато вреди, ми велеа. Совети, критики и народни поговорки, старите добри лица бесплатно ми делеа. Пораснав. И тогаш животот в лице ме плесна. Ми подаде маска и ми рече, носи ја, многу е лесна. Ја ставив и тргнав по животната сцена, ден по ден, таа совршено мене ми прилегна. Созреав, а маската цврсто ми се залепи на кожа. Се тешам со тоа дека се во животот е работа Божја. Полесно е да живеам во бои, весела и среќна, отколку да објаснувам пред светот за сивилото внатре, кој ме прави скрчена и несреќна. Животот ми стана карневал, пол е со блесоци, врева и смеја. Ама кога ќе останам сама, боите се лизгаат, гласот се крчи, а огледалото без аплауз ме гледа. Ама еве, карневалот брзо поминува, а улицата станува нема. Почнува да ме облева трепет од страв и трема. Дали е време сега маската да се симне? Разгледувам наоколу, дали сведок некој до мене ќе помине. И еве го, немилосрдниот живот, пак в лице ме плесне. Ми рече, немој, зар не виде дека животот не е песна? И се запрашав, дали без маска ќе ме препознае некој. Се запрашав дали, без неја, во светот ќе ме прифати секој. И почнав да трчам по улицата пуста. Од очите течеа солзи, а зборови неразбрани излегуваа од мојата уста.
И сватив, во сето ова, што јас го доживувам, под маската не сум лажна, ја само така преживувам. Корелете и повторно да пишувате. Втора награда Магдалена Најдовска, Прилеп. Не е тука. И трета награда Љупка Клјанкова, Струмица. Карневалската маска во мене. Карневалската маска во мене тлее, трешти и пишти. За она што ќе се спремаме, за карневала овде ќе ви напишам јасно и со парола ќе парадирам гласно. Не можам да дишам, угуших се, ми треба чист воздух. Струмица моја се дави и гуши. Затоа на протест ставиам маски 100 души. Излези за чист воздух протестирам јас. Тоа нам ни треба и на чело Бога ми ќе дојде и баба Вера. Маската ни стана наше секојдневие, а ние незино обвинение. Короната ни ја донесе, а сега бараме ветар да ја однесе. Што ли чудо се слуши во нашата Струмица? Темни клифати, жив човек нема по улица. Се околу нас празно и пусто. Се давеш низ чати густо и шеташ со шало препусто. А ја тие и мојата природна маска сакал или не? За карневал се спремам, маската е во мене и никој не може да ми ја земе. Атрактивна и модерна во секое време, а за решавање секако се уште негде дреме. По фиоки и канцеларии мудро се крие и мирно се спие. А ние? Как да се спасиме, луѓе, кажувајте, и сите заедно за чист воздух се вложувајте. А за загадувачите, храбро пријавувајте. Ова беше мојата природна карневалска маска со реден број 1. И секој нека знае дека таа ќе се бори за живот вреден. За мене, за тебе, за нас, ќе победи со голем ас против сите вас. Да. Почитувани, толку беше, крајот полека дојде. Ви благодарам на сите што се потрудивте, што дадовте свој придонес. Ви благодарам уште еднаш на Прилеп, Битола, Куманово, на Струмица нормално. Да, на Ве очекуваме во уште поголем број следната година, се надевам. Благодарност до сите вас и ви пожелуваме пријатни, весели, убави карневалски денови. Така.